по навредите на Геро за председателот на СДСМ и членовите на партијата од типот скотови будали штабот на будалите, по навредите на Бетмен велит како туп глупи неупотреблив идиот, на Ивона Талеска позната полата се јави и Стоилковиќ така. Значи не мислам да ги бранам ни Геро, ни Меро, ни не знам кој. Значи никој не се бранам. Меѓутоа, морам да кажам дека не е начин ни СДСМ да враќа, да навредува, да етикетира и така натака други новинари. Во медиумскиот простор, кој колку вреди, не кажуваат партиите, поединци и така натака. Во медиумскиот простор, кој колку вреди, кажуваат гледачите и рейтинзите. Кои што за разлика од рейтинзите на партиите се реално мерливи. Во моментот знаеме колку луѓе гледале или колку луѓе прочитале текст. Како реагирале луѓето на тој текст? Дали му веруваат на тој текст? Ако вие влегувате у етикетирање и спуштање у суштина на ниво, што сте вие па подобри од овие. Тоа дали они навредуваат така натака, тоа си е нивно право. На крајот на денот, сите овие луѓе одбрале професија, си ја работат професијата, кој повеќе, кој помалку, кој нашол други начини, тоа суд обвинителства треба да си решаат, да се финансира, да се спонзорира, меѓутоа сите овие луѓе се дел од новинарскиот еснав. И сега тука значи треба да се повлече една линија до кај можеме да идеме. Можеме ја и Геро да се спукаме, ја и Вона, ја и Латас, ја и Бетмен. Ние ќе се спукаме на новинарски тези. Ова ништо не кажува, ова кажува само дека исто би функционирале со медиумите како што функционира ВМРО ДПМН. Не, така не. Така да во оваа ситуација истата критика што сум ја упатил на Христијан за однос кон новинари, истата ќе упатам и кон Венко. И на ВМРО и на СДС исто, ова не сме да се случува. Се научите малце наред. Не е добро така.